Добро вечер во второто издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Еве дел од случувањата денес. Синоќа во центарот на Свети Николе убиен е 30-годишен маж. Во самоодбрана во него пукал полицаец на должност. Савара Штип и обвинителството работат на утврдување на настанот. До година ќе се гради стамбен комплекс за сторомски семејства во Штип. Локацијата е центар Черења, а средствата се од општинскиот и државниот буџет. Општина Чишиново Блешево го прослави својот празник Мала Богородица. Со низа манифестации се славеше и стартот на жетвата на Оризот. Од утре повторно оглас за обука на невработени лица за дефицитарни занимања. Професиите кои се барат на пазарот на труд се аргонзаваровач, монтажир на соларни панели, раковар со вилушкар и друго, се со цел полесно да најдат работа. Од утре 300 невработени лица ќе може да аплицираат за обуки за дефицитарни занимања со цел полесно доаѓање до работно место. Најбарени професии на пазарот на труд се заварувачи, ракувачи на машини, фасадири, монтажири на соларни панели, управувачи со крани дигалки, како и многу други занимања. Министерот за труд и социјална политика Дима Спасов истакна дека лицата кои ќе се обучат ќе имаат можност да се стекнат со големо искуство. Приватните компании имаат потреба од обучен и квалификуван кадар, од работници кои што ги познаваат вештините и знаењата кои што се побарувани на пазарот на труд. Во соработка со Агенцијата за вработување нудиме можност за 300 невработени лица да посетат едно од обуките во приватните компании кои што имаат сертифицирано програми за обука, да се стекнат со дополнителни вештини, да ја зголемат својата шанса за вработување. Лицата кои ќе се пријават ќе се стекнат со работни навики и искуства на софтифицирани машини. Директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија рече дека се работи за трет оглас кој ќе биде објавен утре. Во првиот имавме 181 лица, во вториот 220 и сега имаме 300 лица кои што ќе бидат обучени за една од побаруваните вештини. Ние во соработка со компаниите, во соработка со работодавачите на континуирано ниво работиме на тоа да видиме какви се вештини се потребни на пазарот на трудот, каде може да ги обучиме, а воедно да ги мотивираме компаниите кои што досега не регистрирале обука и може да дадат обука на лица кои што имаат потреба такви вештини, да ги регистрираат своите фирми како обучни центри и да можеме да соработуваме со нив во иднина создавање на соодветни кадри кои што се бараат на пазарот на трудот. Инаку за реализација на оваа мерка за обука на дефицитарни занимања, министерот Спасов изјави дека се обезбедени околу 15 милиони денари. За време на обуката невработените лица ќе добијат по 6200 денари 4 месеци, колку што ќе трае и самата обука. Градоначалникот на Штип примариус магистар Илчо Захариев денес оствари средба со министерот без ресор Неждет Мустафа. Изградбата на стамбен објект за вдомување на ромите бездомци станува се поизвестна. На локација на центарот Черења ќе се градат станови за 100 семејства. Проектот е заеднички на општина Штип и Министерството за транспорт и врски. Министерот без ресор Неждет Мустафа денес беше во посета на Штип, при што оствари средба со градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев. На средбата со градоначалникот, министерот Мустафа го најави проектот за изградба на нова зграда, која ќе е наменета за 100 семејства од ромска националност. Зградата ќе биде лоцирана во просториите на Черења, во сегашните простори на Черења. Тој е најадекватен простор каде што е меѓуромската заедница и простор каде што Черења како невладина организација го нуди за локалната самоуправа без никакви финансиски услови, се во интерес на ромската заедница на овој град. Со зградата ќе стопанисува акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбен и деловен простор преку Министерството за транспорт и врски. Мора да кажам дека се предвидени некаде околу 25 милиони евра заем од европските финански институции за стамбено изгражување на ранливи групи од ромска националност и гледаме да се вклучиме и да можеме таму да искористиме средства. Инаку ЕНС ќе каже дека Советот на општина Штип максимално се вложи околу измената на деталниот урбанистички план на тој локалитет, затоа што
без измена на детален урбанистички план, без носење на нов дуп, тамо не можеше да настане на таква инвестиција и една добра реализација. Захариев истакна дека покрај останатите во новата зграда ќе бидат сместени 40 ромски семејства кои се сместени во некогашните простории на нервното оделение, но и уште 5 семејства кои живеат на улица Партизанска, која подоцна ќе се уредува. Иако таму општината ги покрива сите трошоци околу вода, ѓубре, лекови даваме, покриваме електрична енергија. И лично мислам дека со тоа луѓе ќе добијат соодветни услови за живење. Ромите во нашиот град целосно се на некој начин задоволени кога во прашање решавањето на основните нивни проблеми. А ние како локална самоуправа за сега мислам дека успешно излегуваме во представените барања. За наредниот период Захариев најави понатамошни интензивни инвестирања во населбите каде живее ромско население. Конкретно сите улици на Радански пат и Косовска и новиот дел кон Света Недела ќе бидат целосно асфалтирани и уредени со бекатон коцки, а ќе се инвестира и во културата и образованието. Еден од проектите поврзани со образованието и инклузија на ромските деца, кој изминативе 10 години се реализира во детската градинка Астиво. Годинава со проектот се офатени 30 деца, од кои дел се сместени во клонот Сончогледи, кој денес го посети министерот Неждет Мустафа. За проектот појасни директорот на градинката Илија Митров. Инаку опфаќаат само дечиња на возраст во голема група, а тоа е од 5 до 6 години. Прекрасно се однесуваат сите, значи и вработените и дечињата одлично реагираат на совладувањето на вештините и сите образовни теми и цели. Немаме до сега никакви проблеми, значи затоа овој проект продолжува да се реализира и ќе се реализира. При посетата на градинката министерот доби пригоден подарок од дечињата. Министерот без ресор Неждет Мустафа ги посети асфалтираните улици и новиот плоштад на Радански пат. Во организација на јавното предпријатие за државни патишта, утре во општина Чешиново Облишево ќе се одржи јавна расправа по извештајот за стратегиска оцена на животната средина која има експресниот пат А3 делница Штип-Кучани со вкупна должина од 28 километри. Вчера оваа општина со низа настани го одбележа својот празник Мала Богородица, со што се означува и почетокот на жетвената сезона на оризот. Општина Чешиново Облишево по 11-ти пат го одбележа празникот на општината 21 септември. Најпрвен советниците одржаа свечена седница на која беа истакнати реализираните проекти за период од една година, а беа доделени и награди и благодарници на учениците од основните училишта кои освоија прво, второ и трето место на конкурсот за литературни творби кој беше објавен по повод празникот на општината. Потоа на нива во село Чифлик се одржа традиционалното рачно зажнејување на оризот, на кое присуствуваа голем број жители, а беше поставен и камен темелник на мала црквичка. Градоначалникот Костадин Личков им го честита празникот на сите жители од општината Чешиново Облишево, со што меѓу другото истакна. Се надевам оваа година ќе биде една година берикетна и сите земјоделци ќе бидат задоволни од својот берикет, со надеж дека подобро ќе продадат и ќе имат повеќе пари, со тоа што ќе има подобар живот и подобра социјална работа. Веќе сме на теренот со што ги реализираме дел од проектите. Проектите се преку руралната развој што добивме проекти, тоа е канализационната мрежа по самото место Чифлик каде што се наоѓаме сега. А во најскоро време треба да започне и со изграда на оваа мрежа. Понатаму правиме 2 улици во Теренци, веќе урбанистичките планови за населените места Облишево, Чифлик и Чешиново и неколку други проекти кои се во блиски дни ќе ги презентираме и тие проекти, со што општината Чешиново Облишево станува бренд на овие простори и се надам дека и понатаму ќе продолжиме со проблемите на граѓаните и ќе ги оствараме нивните работи. Свеченоста продолжи со дефиле на фолклорните друштва од Македонија и странство, а во салата на основното училиште Никола Карев се одржа вечерен концерт на кој настапија фолклористи од Македонија, Бугарија, Молдавија, Литванија и Турција, кои се представија со своја програма. Реализација на проект за поставување на тротоари и равници на градски улици во општина Македонска Каменица. Проектот е со вкупна финансиска конструкција од 8 милиони динари, средства обезбедени од буџетот на општина Македонска Каменица. За урбан лик на централното градско подрачје општина Македонска Каменица започна со реализација на проект за поставување на тротоари и равници на неколку градски улици. Со овој проект, скоро 90% од улицата во Македонска Каменица ќе добијат патеки за движење на пешаците, се со цел за подобрување на животот на граѓаните, истакна градоначалникот Митевски.
после завршувањето на одводните канали кои што ги правевме на периферијата од Каменица за собирање на атмосферските води, како продолжение на овој проект имаме и поставување на тротоари кои што се од градскиот пазар па се по улица 14 јуни, на која што ќе имаме и осветлување. После тоа ќе следи изградба на потпорни зидови и уредување на тротоари пред општинската зграда. Исто така во овој проект беше опфатено и уредување на тротоарите на улица Осоговска. Со ова, значи, во централното градско подрачје 90% од улиците ќе добијат рабници и тротоари. Ќе продолжиме со изградба на тротоари на улица Церска, веќе тоа зафаќа периферијата од општината. Ќе имаме уште неколку места и неколку локалитети кои што ќе бидат опфатени со овој проект за да кажеме да ги подобриме условите за живење на граѓаните на општина Македонска Каменица. Вкупната финансиска конструкција на овој проект изнесува 8 милиони денари, а се обезбедени од буџетот на општина Македонска Каменица. Интензивно се работи на асфалтирање на улици во Кочанско кои се реализираат со заемот од Светска банка. Општина Кочани обезбеди заем од 1 милион евра што ќе треба да се враќа во наредните 10 години. Со парите треба да се изградат и асфалтираат улици во вкупна должина од околу 4 километри. Општина Кочани се брзано започна со асфалтирањето на 10 улици преку кредит добиен од Светска банка. По завршувањето на асфалтирање на улицата Јанка Стоименова во населбата Оризари, денеска асфалт добија и жителите кои живеат на улицата 15-та македонска бригада во населбата Усова Чешма. Таа е со должина од 450 метра и ширина 6 метра на коловозната површина. Во исто време сега моментално ја асфалтираме еден крак помеѓу Бел Камен и 1 мај улицата. Таму ја работиме со Стоименов доел со средства од буџетот на општина Кочани. За наредниот период утре асфалтираме Македонска, значи тоа е после камионите тука. Утре ќе имаме пак асфалтирање, таа е спремана. И сега се спрема Разловечково стание и Димитрije Лазаров. Од општината истакнаа дека половина од планираните улици ќе бидат завршени до крајот на месец октомври, а сите 10 се очекува комплетно да се завршат до крајот на оваа календарска година. Убиство во Свети Николе. Синоќа дежурен полицаец во станицата во Свети Николе при службена интервенција бил доведен во животна опасност од страна на 30-годишен светиниколчанец. Во самоодбрана пукал во него при што го усмртил. Ова стои во извештајот на основното јавно обвинителство во Штип. Вчера попладне полицаец во самоодбрана убил возач во Свети Николе, соопштуваат од основното јавно обвинителство Штип. Според информациите од обвинителството, полицаецот кој бил на должност забележал автомобил Лада кој се движел со голема брзина, а пред него се движел велосипед. Возачот на Ладата бил луд, бидејќи велосипедот се движел пред него и му пречал. Го запрел возилото и почнал да се кара и тепа со велосипедистот. Полицаецот интервенирал и при легитимирање на возачот на улицата во центарот на Свети Николе почнала да се одвива вистинска драма. Возачот почнал да го тегне и да го турка полицаецот, а потоа седнал во возилото. Го фатил полицаецот за рака и го влечал со автомобилот 10 метри на патот. Од брзината на движењето, полицаецот паднал на патот. 30-годишниот светиниколчанец продолжил да се движи со автомобилот, свртел полукруг и 2 пати се враќал за да го прегази полицаецот. При вториот обид да го прегази, полицаецот во полуседечка положба извадил огнено оружје и пукал во возачот. Возачот починал на лице место. Јавното обвинителство Штип ги презема потребните дејствија за да ги расветли причините за употребата на огнено оружје од страна на полицаецот од полициската станица Свети Николе, кој вчера вечер при вршење на службени дејствија со пиштол лиши од живот едно лице, информираат од обвинителството. Денес е меѓународен ден на мобилноста, познати како Ден без автомобили. Пешчево се вклучи во кампањата за одбележување на овој ден со ученички крос надпревар. Денот без автомобили во Берово беше одбележан во соработка на општина Берово, основното училиште Дедо Илио Малешевски и полициската станица, кои заеднички ја организира активноста со која учениците од основното училиште во Берово се качија на своите велосипеди и ја испратија својата порака за заштита на животната средина. И во Штип
денес имаше велосипедски маратон од тривијален карактер за деца од основните училишта и градинките. Недождливото време денес не ги спречи учениците од основните и средните училишта од Источна Македонија да го одбележат меѓународниот ден без автомобили. Со најразлични активности учениците продефилираа низ општините, носејќи јасна порака што поретко да се употребуваат моторните возила. Општина Штип во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање и Републичкиот совет за безбедност по повод 22 септември, Светскиот ден без автомобили, организираше велосипедски маратон на кој што учество земаат дечињата од основните училишта од нашиот град и детската градинка Стибо. Целта на овој велосипедски маратон е да се упати порака до сите граѓани да не се користат моторните возила, колку што е можно да ги оречиме, значи да се движиме пешки, да користиме велосипеди и помалку емитување на штетни гасови, така би ја зачували и животната средина. Со учество на над 50 на ученици на велосипедскиот маратон во Штип кој стартуваа од пешачката патека кај детската градинка Астибо преку ново село до градскиот плоштад, дадоа свој допринос во одбележување на денот без автомобили. Денес е денот што се обележува без автомобили. Денеска денот на мобилност се го обележавме така што ние со нашите велосипеди ја поминавме патеката до плоштадот. Па ние го обележавме денот така што возевме низ градот во колони. Општина Пехчево денот без автомобили го одбележа со организирање на крос надпревар. Меѓународниот ден без автомобили е манифестација која се одбележува во Европа како дел од Европската недела на мобилност, во која учествуваат над 2000 градови од Европа. Учениците од ромска националност се со најголем број изостаноци на почетокот на училишната година. Причина за тоа е сезонскиот земјоделски ангажман на нивните родители. Училиштата и општините се немоќни да го решат овој проблем, па решение бара и Министерството за образование. Повеќе од 100 деца роми од оваа учебна година не тргнаа на училиште. Претежно се работи за деца роми кои припаѓаат на социјално ранливите групи, кои наместо на училиште овој месец се на сезонска работа. Во денешната посета на Штип министерот без ресор Неждат Мустафа истакна дека ова е сериозен проблем со кој е запознато и Министерството за образование. Знаете дека тоа е сериозен проблем, особено на најранливите заедници. Не се во проблем на оваа информација само ромската заедница. Вие знаете дека имаме такви социјални ранливи групи од повеќе етнички заедници во Република Македонија. Така да оваа социјална миграција е актуелна и меѓу владите на Република Македонија и владите на западните држави. Ние како влада правиме се за да како што гледате со нашите проекти за да ја подобриме иднината на социјалните ранливи групи. Еден конкретен пример се и социјалните станови што ќе ги подготвиме следната година. Но во однос на лицата кои што идат на Гроздобер, Министерството за образование ќе биде отворен, односно вратата на Министерството за образование ќе биде отворена и покрај закъснувањето на децата, тие ќе имат можности повторно да се вратат во своите училишта. Од Оделението за образование во Штип активно ја следат целата ситуација околу уписот на сите деца да бидат вклучени во образованието, истакна градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Нашето Оделение за образование активно следи целата состојба околу уписот на сите деца, нормално да бидат вклучени во образовниот процес. И верувајте дека и референти кои се од ромска националност кај нас тоа го работат и мислам дека мината година го успешно решивме, затоа што Гроздоберот завршува веќе. Многу е битно дека ние не можеме она, да речеме, миграција економска во западноевропските земји да ја спречиме. Голем број луѓе мислат дека таму ќе живеат подобро, ќе работат и од тие причини се осути на некој начин. Али мислам дека Оделението за образование тоа ќе го реши, така да ќе биде тој проблем надминат. Тоа не е проблем само за Штип, тоа е скоро во цела држава и лично мислам дека сите деца ќе седнат во училишните клупи. Масовно предавање на оружјето и откажување од терористичките организации кои оперираат во Сирија како ИСАС и Ал-Нусра се случува последниве неколку дена. Имено на пунктовите на сириската армија, голем број млади луѓе го предале оружјето во последните 3 дена. Како што известуваат сириските медиуми, само вчера од градот Кенкер преку 500 млади луѓе го предале оружјето, опремата, превозни средства, пропагандни материјали, материјали за изработка на бомби, планови и останато. Според властите се работи за најголем број
број на млади лица, не повеќе од 18 години, кои решили да се вратат на правиот пат. Како што велат сириските војници, по пристигнувањето на руската и иранската армија, терористите веднаш почнале со предавање на оружјето. Лидерите на земјите на Европската Унија на вонредниот состанок во среда во Брисел ќе направат уште еден обид да ги релоцираат бегалците заглавени во камповите во Италија, Грција и Унгарија. Во меѓувреме балканските земји се преполни со мигранти. Под најголем удар сега е Хрватска. Поранешниот собственик на компанијата за производство на путерот Кикирики од Џорџија, Стюарт Памел, синоќа е осуден на 28 години затвор поради учество во предизвикување епидемија на салмонела и дека свесно им испорачувал на потрошувачите путерот Кикирики заразен со салмонела, во која заболеа 714 лица, а 9 починаа. Поради таа зараза во 2008 и 2009 година се случи едно од најголемите повлекувања на храна во историјата на САД, а компанијата Американска корпорација за Кикирики е ликвидирана. Мартин Стојменов, член на карате клубот Партизан од Кочани, обезбеди пласман во репрезентацијата на Македонија на светското првенство што ќе се одржи во Џакарта, Индонезија. Тој како член на репрезентацијата на Македонија најпрвен ќе учествува на меѓународниот карате турнир во Риека, а потоа и на светското првенство во Џакарта. Поради неговите досегашни успеси, Мартин во иднина ќе добива и спортска стипендија од Агенцијата за млади спорт, а по предлог на Карате Федерацијата на Македонија е влезен во 10-те најдобри каратисти на Македонија. Од овој викенд започнува Суперлигата во пинг-понг во Македонија, па во првото коло ќе се надпреваруваат екипите на шампиони ФА од Штип и пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев. Треба да напоменеме да кажеме дека минатата недела имавме и состанок во Македонската пинг-понгарска федерација за почетокот на самите лиги, на кој што се реши да лигата започне на 27 септември и баш се погоди да пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев игра со шампионот на Република Македонија, тоа е шампиони ФА, исто така од Штип, значи имаме едно градско дерби кој што се погоди баш уште во првото коло за оваа сезона. Инаку наредниот месец Штип ќе биде домакин на Балканското првенство во пинг-понг, што ќе се одржи во спортската сала Јордан Мијалков. Овде завршуваме со дневникот, останете со програмата на Канал Плюс телевизија, а јас ви посакувам пријатна вечер.